Здраво на сите. Тука сум и лично и во името на Фондот за здравствено осигурување да дадам подршка на оваа кампања. Зошто во името на Фондот за здравствено осигурување? Доколку ние не ги измениме нашите прехранбени навики, не пешачиме барем 30 минути дневно, елиминираме алкохол и цигари од нашите животи, нема да има ниту еден фонд за здравствено осигурување што ќе опстане. Сите ќе банкротираат. Дебелината ќе биде здравствен предизвик на 21 век пред сите други познати проблеми, здравствени проблеми. Од тука неопходно е да почнеме структурно да пристапуваме на прашањето за да се соочиме со предизвикот на овој век. Јас сум тука, веројатно и на масата единствено што можам да зборам од позиција на паталец со дебелина класа 1 за подршка на кампањата. Еве ветувам дека до следниот ден на дебелина од класа 1 дебелина ќе се спуштам на прекумерна дебелина. Не ветувам дека ќе бидам фит, ама бар ќе се спуштам една ниво надоле за да ги намалам моите здравствени ризици. Покрај поддршката на кампањата сакав да дадам уште еден нов предлог и да ги повторам предлозите од минатата година. Мојот нов предлог е воведување на ССБ данок или данок на засладени пијалаци. Односно новија пијалаци да се плаќа дополнителен данок спрема количината на шекер во пијалокот. Зошто? Затоа што засладените пијалоци и џанк храната се еден од големите проблеми во контрола на тежината и нашите диети. Постојат повеќе модели на ваков данок спрема количината на шекер во пијалокот, спрема волуменот, можеме да дебатираме за тоа и во основа овој данок не е целта само да го поскапе производот за консументите и да го направи недостапен, туку да ја натера индустријата на сокови да ги реформулира своите рецепти, односно да фаворизира пијалоци и сокови со помала содржина на шекер. Искуството од други земји покажуваат дека немало негативни ефекти по индустријата на пијалоци, бидејќи најголем дел ги реформулирале, а тие што не ги реформулирале не доживеале пад во продажбата. Вака собраниот данок може да биде наменет за третман на дебелината. Значи да директно ги поврзиме причините и последиците. Засладените пијалоци се еден од најголемите проблеми за дебелината. Минатогодишниот предлог се однесуваше на училиштата и се однесува на забрана на продажба на џанк храна и засладени пијалоци во школските објекти, во продавниците што се достапни во самите школски објекти и нивните дворови, и потикнување на Министерството образование да пристапи кон преиспитување на начинот на кој се спремат ужинките во училиштата со давање предност на здрава храна. Ја знам дека децата не се обожаватели на здрава храна, ама мораме од рани нозе да во нивната околина им даваме можност и за таков избор. И тука посебно би сакал да побарам јавна поддршка за училишните градини. Тоа е проект на Soul Food, каде што во они училишта каде што има дворови се подигнуваат градини со зеленчуци, за да децата во најрана возраст воспостават еден поинаков контакт со една здрава прехрана. Се надевам дека како општество ќе се нафатиме новија предизвици и не само за прехраната, тука и пушењето и алкохолот ги спомнав, и многу важно пешачење. Да пешачиме најмалку 30 минути секој ден.
Значи, целосна поддршка, еве јас преземав и лична посветено за 1 година да демонстрирам дека можеме да се промениме. Ви благодарам.